Почнуваме со ново издание на регионалните вести. Тешка кражба вредна 266.000 денари извршиле кратци во куќа во Тетовско Камењане. Во две сообраќајки пак повредени се пешак и дете велосипедист. 63-годишник од Тетовското село Камењане вчера попладне пријавил тешка кражба која во неговата куќа се случила во периодот помеѓу 2 и 12 овој месец. Според полицијата за сега непознати сторители насилно ги отвориле најпрво алуминиумската врата во предсобјето, а потоа и другата влезна врата, пошто целосно ги пребарале трите соби на приземјето и од плакар за облека во детската соба одзеле плик во кој имало 2000 швајцарски франци, 2500 евра и околу 4500 албански леки. Со одземените парични средства, откако ги пребарале и другите простории, незабележани од никого, ја напуштиле куќата, причинувајќи вкупна материјална штета од 266.000 денари. Извршени увити се расветлува пријавеното и се работи на откривање на сторителите. Вчера вечер околу 22 часот и 20 минути на регионалниот пат Тетово-Јажинце во Тијарце се случила сообраќајна несреќа во која учествувале патничко возило со скопски регистарски таблици управувано од 19-годишник од Нераште и 54-годишен пешак од Тијарце. Во несреќата пешакот добил тешки телесни повреди и со возило на брза помош префрлен во Тетовската клиничка болница. По укажаната лекарска помош, итно е пренесен и задржан на скопските клиники, со повеќе скршеници на екстремитетите и повреди на главата и телото. Во неконтактибилна состојба. По овластување најавен обвинител извршен е комплетен увид и се утврдува причината, околностите во кои се случила несреќата и се друго, додека вкупната материјална штета се проценува на 50.000 денари. Вчера попладне на улицата Иво Лола Рибар во Тетово се случила сообраќајна несреќа во која учествувале патничко возило со тетовски регистарски таблици, што го управувал 24-годишник од Јанчиште и 12-годишно дете велосипедист од Тетово. Повреденото дете со возило на брза помош било пренесено во Тетовската клиничка болница и по укажаната помош пуштено е на домашно лекување. Извршени увити се утврдуваат причините за несреќата и другите поединости поврзани со истата. На регионалниот пат Гостивар Здуње, вчера вечер околу 22 часот лишен од слобода е 27-годишник од Гостиварски Дув, во чие возило Волво без регистарски таблици, кое било запрено, превезувал близу метар кубен букови и дабови дрва, а за кои немал никаква документација. Возилото и дрвата се одземени и предадени на шумската полиција за натамошна постапка. Во консултација со јавен обвинител, лицето е задржано во полициската станица Гостивар и поради сомнение дека претходно бил инволвиран и во други кривични дела. Се работи на расчистување на случајот. Тркалезна маса на тема улогата и придонесот на жените за безбедноста во заедницата се одржа денес во Тетово, во организација на ОПСЕ и секторот за внатрешни работи Тетово. На неа покрај полициски службеници учествува и представничките на Гостиварската женска заедница. Улогата и придонесот на жените за безбедноста во заедницата беше темата на тркалезната маса која денес се одржа во Тетово, во организација на СВР Тетово и ОПСЕ. На неа учествуваа представнички на женската заедница од Гостивар и полициски службеници, кои дебатираа какви мерки и активности треба да се преземат да се подобри безбедноста во градот Гостивар. Ваква средба се одржа пред неколку дена и со представничките на Тетовската женска заедница. Со денешната втора од двете планирани тркалезни маси практично ќе се заокружи, односно финализира заедничкиот проект на секторот за внатрешни работи Тетово и ОПСЕ, улогата и придонесот на жените за безбедноста во заедницата, а чиј носител беше одсекот за превенција. Двете женски заедници, Тетовската и Гостиварската, не делава на најконкретен начин, има можност, а тоа го направија мощне конструктивно и елоквентно, пред полициските службеници на секторот за внатрешни работи Тетово и ОПСЕ, да ги изнесат своите ставови, мислења, перцепции и обсервации кога станува збор за актуелните состојби со безбедноста во сообраќајот, јавниот ред и мир и вкупниот криминалитет на локално ниво, но и да споделат искуства и да предложат можни решенија за одредени безбедносни проблеми во регионот и пошироко. Двете женски заедници, Тетовската и Гостиварската, исто така, на овие тркалезни маси имаа можност од прва рака да бидат информирани за севкупните безбедносни состојби на локално ниво.
По комплетната анализа на двете тркалезни маси ќе се изготви мапа со безбедносно ризични локации, но и со потенцијални безбедносни проблеми, пошто ќе следи преземање на соодветни мерки и активности за ублажување на тие проблеми или целосно нивно решавање. На спортскиот центар во Тетово, единственото место во градот со намена за спорт и рекреација, демне опасност од змии, кучиња, скитници и крлежи. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Тетово тврди дека ова немаше да се случи, доколку градоначалничката Теута Арифи го исполнеше даденото предизборно ветување за спортскиот центар. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН се јавува со уште една реакција за несериозноста во работата на актуелната градоначалничка на општина Тетово, госпоѓа Теута Арифи, во врска со решавањето на дадените ветувања на граѓаните. Овој пат, нашата реакција е во врска со спортскиот центар, кој минатото беше централно место за спортување и рекреација на сите тетовчани, а сега е претворено во јавна депонија, обраснато со висока трева, која неколку пати во минатите лета се само запалуваше или намерно беше палена и представуваше опасност за околните куќи на улицата Љубо Божиновски пише. Во централниот дел на спортскиот центар, владата на Република Македонија изгради отворено фудбалско игралиште и спортска сала, но пристапот до нив е опасен поради присуство на змии, кучиња скитници и крлежи од стадата овци кои се напасуваат во неуредениот дел од спортскиот центар, а кој опфаќа поголема површина. Ја повикуваме градоначалничката на општина Тетово, госпоѓа Теута Арифи, да превземе соодветни активности за уредување на овој спортски центар и враќање на неговиот сјај и неговата намена. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН и советниците на општина Тетово од редовите на ВМРО ДПМН секогаш ќе реагираат доколку не се превземе ништо во врска со овој спортски центар и со останатите проблеми со кои се соочуваат граѓаните на Тетово. Од движењето Беса попладнево преку пресконференција реагираа на ребалансот на буџетот. Според оваа партија буџетот е нееднакво распределен. За инвестиции во Тетово со новиот ребаланс се одвоени многу малку пари. Со ребалансот на новиот буџет е големо, да кажеме, занемарање на капиталните инвестиции во општина Тетово. Што без тие инвестиции ние мислиме дека, иако сега сме во лоша состојба и не можеме да очекуваме наредни денови да биде нешто подобро. Па, тука ние спомнавме некои точки, например, директен ударац кој има кон, да кажеме, инфраструктурата, кон, да кажеме, реновирање на патишта, кон инвестицијата што е за културниот дом, што веќе од 2015 се зборува дека ќе се гради и тука гледаме дека таму е намалено драстично буџетот, новиот буџет, што партијата, албанската партија што е во власт го потпиша, мислим го признава како така и нема никакви реакции за тоа. Со соопштение до јавноста денес се огласи Општинскиот комитет на ВМРО Народна партија Тетово. Општинските комитети на ВМРО Народна партија од Тетово, Гостивар и Дебар реагираат на противуставната и противзаконската одлука на Судскиот буџетски совет за исплата на намалени плати за 40% на вработените во судската администрација кои штрајкуваат веќе 2 месеци. Поради континуираниот игнорантски однос на Министерството за правда и Судскиот совет, општинските комитети на ВМРО Народна партија од Тетово, Гостивар и Дебар бараат итна оставка на министерот за правда господинот Валдет Џафери. Се прашуваме зошто ВМРО ДПМН молчи во однос на овој голем проблем, кој после изгледа ќе се развлекува и понатаму. Општинските комитети на ВМРО Народна партија од Тетово, Гостивар и Дебар упатуваат безрезервна поддршка за штрајкувачите од синдикатот на УПОС и нивните барања за зголемување на дотатоците на плата за 35%, се вели во соопштението на ВМРО Народна партија Тетово. Состојбата со овчите сипаници на подрачјето на Гостивар е стабилна. Епидемиолозите бележат благ пораст на бројот на заболени, но оценуваат дека зголемувањето е во рамки на очекувањата. Во првите 6 месеци од годинава во Гостиварско регистрирани се 86 случаи на варичела. Додека во земјава периодов овчите сипаници забрзано се шират меѓу населението, во регионот на Гостивар состојбата со ова заболување е стабилна. Од Гостиварското епидемиолошко одделение на Центарот за јавно здравје оценуваат дека постои благ пораст на бројот на заразени во однос на лани,
но потенцираат дека сето тоа е во рамки на очекуваното. Споредбено, ако во првото полугодие од минатата година беа регистрирани 56 случаи, во истиот период ова година се регистрирани 86 заболени лица од овчи сипаници. Значи се приметува едно благо покачување, што е резултат на покачувањето на број на заболени лица во месеците мај и јуни. Секако дека ова не е бројка која нас не загрижува или е нешто што не изненадува, туку е сосема нормално и вообичаено, затоа што овчите сипаници се вирусно заразно заболување кое што има изразито сезонски карактер и се јавува пред се во пролетните месеци мај и јуни, кога и оваа година имаме зголемување на бројот. Овчите сипаници или варичела е вирусно заболување, лесно преносливо и високо заразно. Вообичаено се јавува во детска возраст и еднаш прележано создава траен имунитет. Најголемиот дел од заболените на гостиварското подрачје се деца на возраст до 14 години, но епидемиолозите последниве години регистрираат и повозрасни пациенти со варичела. Ова вирусно заболување е детска заразна болест. Меѓутоа, во последните години се забележува дека возраста се поместува према горе. Така да имаме заболени лица над 14-15 години, па дури и над 20 години. И секако дека клиничката слика на повозрастните е потешка во однос на лицата, помладите лица, односно децата кои што заболуваат во помладите години. На ниво на Македонија во првите 6 месеци од годината регистрирани се 5400 случаи на овчи сипаници, што е за 1000 повеќе од лани истиот период. Само во јуни биле пријавени 1400 заболени. Редовните читатели во градската библиотека во Гостивар летниот период преферираат белетристика, крими, трилер и љубовни романи. За разлика од странските автори кои се попопуларни меѓу гостиварци, за домашните писатели нема значителен интерес. Во текот на летото гостиварци кои се љубители на книгата најмногу сакаат да читаат белетристика. Популарните хит наслови на Елена Бачич-Алимпич, Джени Лоу, Ден Браун, Ентони Демело се најбараните книги периодов во градската библиотека на Центарот за култура Асном во Гостивар. Што се однесува до одделот за деца, таму стандардно на прво место се школските лектири. За да одговори на барањата на редовните читатели, неделава библиотеката го збогати книжниот фонд. Побарувачката е поголема во белетристика, така да ние како тим сега не дека ни се отвара работа, него работиме на тоа, бидејќи има и нови изданија и све, и мора да ги обезбедиме, затоа што пред се редовни читатели и мора да им бидеме на расположение со сето тоа што се врти во нашиот пазар. Можам да кажам дека во текот на неделата нарачавме и добивме голем број на нови книги, од белетристика и од лектири реновирани, некои нели се амортизираат, има тоа степен на амортизација на албански и на македонски јазик исто така. За разлика од странските автори кои се популарни меѓу читателите, помала е побарувачката на домашните писатели. Согледувајќи го тој факт, во иднина библиотеката ќе работи на промовирање на насловите од автори од Македонија. Слаба е рекламата од нашите писатели. Македонија има писатели, но не знам дали е до нивната промоција или кај е проблематиката што побарувачката на авторите од нашата земја слабо се побарани, а вамо по Facebook и по други портали читаме дека секој ден по нешто се промовира. Значи треба тука ние малце да се посветиме и да дигаме интерес за нашите автори, не само за овие странски. Градската библиотека во Гостивар на своите полици има над 9000 наслови на книги, а брои околу 1500 члена. Со 62 гласа за и 1 против, пратениците го изгласаа предлог законот за дополнување на законот за основање на Универзитетот Дамјан Груев. Предлогот за дополнување е поднесен од пратениците Олга Најденовска и Драган Данев, предизвика дополнување на членот 7. Со овие дополнувања се утврдува наставниот јазик, кој согласно предлогот може да биде еден од официјалните јазици на Европската унија. Образовната дејност може да ја изведува наставен кадар од универзитет од првите 500 највисоко рангирани универзитети, а се утврдува и начинот на полагање и оценување.
Денеска најверојатно нема да има преговори на работните групи, откако вчера со неуспех завршија разговорите во резиденцијата на ЕУ. Од ДУИ велат дека засега нема закажано средба. Партиите засега молчат и не објавуваат детали за синоќешниот состанок, кој траеше речиси 9 часа. Според неофицијалните информации, покрај за ингеренциите на министерот за внатрешни работи во приодната влада, договор нема ниту за медиумите, како ни за датумот за одржување на изборите. СДСМ во преговорите барал враќање на старите ингеренции на министерот или пак пролонгирање на важноста на измените по изборите кога и да се одржат. Сосема е нејасно на кој начин би функционирало телото кое треба да се формира за контрола и санкции на медиумите во предизборниот период. Партиите не можат да се договорат ниту за составот на телото, како ни за тоа дали ќе треба да се гласа во собрание. Many issues were agreed, but there is still one issue what is pending, so that unfortunately we were not able to reach, or the parties were not able to reach the agreement tonight, and I hope that we will continue as soon as possible tomorrow. Новата премиерка на Британија Тереза Меј го наименува Борис Џонсон за шеф на британската дипломатија. Тој беше еден од главните лидери во кампањата за излегување на Британија од Европската унија. За овој поранешен градоначалник на Лондон се сметаше дека ќе биде новиот премиер на Британија, но тој воопшто не се кандидираше за лидер на конзервативната партија. Многумина го критикуваат дека иако беше за излегување на Британија од унијата, тој немал никаков план и како тоа да биде спроведено. Романската полиција откри 65 мина изгладнети и изнемоштени луѓе, меѓу кои десеттици деца кои со години биле држени во заробеништво во јужниот дел на земјата 150 километри од Букурешт. За време на рацијата во планинскиот град Беревоести, полицијата пронашла луѓе оковани во синџири, целосно прегладнети и дехидрирани и со видливи рани на телото. Уапсени се 30 мина осомничени кои ќе одговараат за трговија со луѓе, но и за измачување, за тортура и сексуално насилство. Тие ги принудувале заробениците да просат, да крадат, да вршат дива сеча и екстремно тешки работи, а неретко ги принудували да се тепаат меѓу себе. Најголем дел од жртвите имале пречки во развојот или биле бездомници, а биле киднапирани од јавни места како железнички и автобуски станици. Според романските медиуми, некои од нив во заробеништво биле цели 8 години, но осомничените им се заканува казна затвор до 30 години. Генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг изјави дека НАТО ја цени понудата на Русија за зајакнување на воздушната безбедност на Балтикот. Тој исто така подвлече дека алијансата не ја признава нелегалната руска анексија на Крим и отие за заедничка соработка во решавањето на судирот на истокот на Украина со дипломатски и миролюбиви средства. Столтенберг ова го рече по средбата на амбасадорите на НАТО со руските пратеници во алијансата. Новото видео кое го објави самата полиција повторно ги разгоре страстите во САД, каде веќе со денови траат протестите поради полициското насилство и расизам. Овој пат жртва е 19-годишен белец Дилан Ноубл, кој бил застрелан од двајца полицајци откако одбил да ги следи нивните наредби. Ноубл бил запрен во рутинска сообраќајна контрола, но одбивал да легне на земја и постојано посегал зад појасот, што на полицајците им дало повод за сомнеж дека може би е вооружен. Шефот на полицијата во Фресно, Джери Дајер, изјави дека видеото било објавено поради јавната загриженост за убиството и како полицијата се однесувала во инцидентот. Фризерот на францускиот председател Франсуа Оланд добива речиси 10.000 евра плата, пишува Фигаро. Од договорот за вработување на фризерот се гледа дека од 2012 година тој добива 9.895 евра месечно, што е за 5.000 евра помалку од платата на председателот. Покрај тоа на основната плата има и додатоци. Тој е на располагање на председателот без прекин. Никој не го заменува. Тој ги пропушти раѓањето на своите деца, операциите кои неговите деца ги претрпеа, објави адвокатката на фризерот Сара Леви. Денес имавме сончево и многу топло време. Утринските температури се движеа од 18 до 23 степени, а дневните од 26 до 38 степени.
Утре не очекува сончево и топло време, со умерена облачност, а попладне нестабилно на повеќе места со пороен дожд и грмежи. Утринските температури ќе се движат од 14 до 20 степени, а дневните од 20 до 30 степени. Тука е и крајот на вестите. Ви благодариме на вниманието и пријатно.